Агенцијата за деца на Обединетите нации УНИЦЕФ ја прогласи 2014 за катастрофална година за децата. Околу 15 милиони од нив се фатени во конфликти во Африка, Ирак, Украина, палестинските територии. Извршниот директор на УНИЦЕФ Ентони Лейк во почетокот на овој месец изјави дека големиот број кризи доведува, доста од нив, како во Афганистан, Конго, Нигерија, Пакистан, Сомалија, Судан и Јемен, брзо да бидат заборавени или да не успеат да стигнат на насловните страници. Во светот околу 230 милиони деца живеат во земји и региони зафатени со вооружени конфликти. 2014 беше катастрофална за милиони деца, вели портпаролот на УНИЦЕФ Кристоф Булиерак, додавајќи: деца беа осакатувани, убивани, силувани и како никогаш во поновата историја децата беа цел на едни такви екстремни бруталности. Во моментов имаме 230 милиони деца кои живеат во земји зафатени со конфликти, а 15 милиони се фатени во големи кризи и судири. Сериозна закана за децата доаѓа од смртоносната заразна болест Ебола во Западна Африка, каде што над 5 милиони биле принудени да не посетуваат училиште. Во Централно Африканската република над 2 милиона и 300 илјади деца се во опасност од тамошните верски судири, а над 10 илјади од нив биле регрутирани од разни вооружени групи. Расте бројот и на загинати деца. Во 50-дневната војна меѓу палестинските сили и Хамас биле убиени 538 деца, додека над 3300 биле ранети. Во Сирија, според УНИЦЕФ, над 7 милиони деца се погодени од тамошниот конфликт, а само годинава таму имало стотици убиени. Можеме исто така да зборуваме за Сирија. 35 училишта беа нападнати, при што загинаа над 100 деца. Кога се напаѓаат училишта, тогаш дефинитивно станува збор за нешто многу сериозно. Училиштата се рај, тие мора да бидат своевиден рај за децата. Таму учат, тоа сите го знаеме, но тие таму и растат и се развиваат, вели Булиерак. Пред известно време вооружените талибанци нападнаа едно училиште во Пешавар, Пакистан, каде што убија најмалку 130 деца. УНИЦЕФ порачува дека заштитата на децата треба да биде приоритет во идната година.